Добро вечер. Вечерва ќе дебатираме за една дилема која живее повеќе од една деценија. Заедничко старателство по развод одлично решение или извор на нови проблеми? Дали овој модел на вистина е во најголем интерес на детето? Што е со плаќањето издршка ако се смени законот за семејство и се воведе овој модел? Во јавноста има поделени мислења. Едни се за, додека другите велат такво нешто не е применливо во пракса. Се разбира, тука се и децата кои никогаш не смеат да бидат занемарени и да се заборави на нив. Но оваа тема ќе дебатирам со Сашо Панковски, председател на Сдруженијето Наши, и Хајди Штериова Симуновиќ, правничка и членка на управниот одбор во Центарот за еднаквост и правда. Пред да почнеме со дебатата, да го погледнеме прилогот со информации на оваа тема. Останете со нас. Повеќе од една деценија тлее дилемата дали моделот на заедничко старателство на децата при развод е од нивни најголем интерес или би бил неприменлив во пракса. Законот за семејство ги става децата во средината на битката меѓу родителите кои се разведуваат, смета Сдруженијето Наши, кое со години бара воведување на заедничко старателство. Иницијативата датира од 2015, кога група разведени татковци започнаа граѓанска акција за законски измени. Иако за предлогот два пати се расправило и во Собранието, досега нема конкретен исход. Во пракса, иако законска можност за заедничко старателство не постои, дел од родителите сепак ги делат обврските и времето со децата. Но статистиката покажува дека во околу 90% од бракоразводните постапки старателството се доделува на мајката. За моделот да функционира, неопходна е здрава комуникација и прифатен развод без конфликти. Нешто што, како што велат експертите, е реткост во услови каде психолошкото советување се уште е табу. Во европските земји, тие неколку кои што ние ги разгледувавме, вика во рамки на судот има тим кој што прави асесмент, процена и на едниот и на другиот родител, за да види дали они двајца може да функционираат заедно како родители. Не само нивните родителски капацитети према детето ги цени, него ја цени нивната комуникација. И тој тим во рамки на судот дава мислење дали во овој случај може да има заедничко родителство, старателство или не може да има. Ако не постои родителски договор, ова едноставно не може да функционира. Сите партнери кои што се разделуваат, разведуваат, имаат заеднички деца, да посетуваат минимум, 10 сесии за постразводно родителство. Советувалишта. Апсолутно, нека одат на советување, нека да работат на себе, за да можат да да развијат родителската соработка. Нели таму кај што не постои, ако психологот уште после првата средба рече кај нив постои одлично, нема проблем. А кај тие што не постои да развијат, тоа не им одговара. Болна точка во разводите често пати е и плаќањето издршка за децата. Не можете да очекувате, а јас сум видел, например, очекувања, ако, родителот кој што треба да дава издршката е поситуиран и, има примања од 3000 евра, да речеме, и сега има, порано и во проценти тоа се напушти таа пракса, затоа што е проблем да се реализира, например, 30% од приходите, меѓутоа тоа се напушти затоа што се правеа малверзации. Пак иде ќе се префрли на минималец, па тогаш или ќе се иде ќе се одјави, па ќе работи на црно, па нема приходи, и затоа се оди строго со фиксен износ. Меѓутоа јас сум видел, например, очекување дека ако 3000 евра се примањава на родителов, а збориме за 6-месечно бебе, очекува 1000 евра издршка. Тоа не е реално, затоа што реално потребите на 6-месечно дете не се од 1000 евра. Рекет било 5000 денари, денеска се едни патики, ме разбирате, значи не може да биде тоа проблем. Или како што би рекле, морам да те прекинам, вака ми дојда како што би рекле од Сдруженијето кое што најсилно се бори за заедничко старателство, тоа е само маска. Не користат како ATM, како банкомати. Ако мојот банкомат дава само 5000 денари, не ми треба. Додека трае борбата за висината на алиментацијата и остварувањето на родителските права, децата најчесто патат, особено ако разводот е бурен и со конфликти. Психолозите велат, развод значи крај на партнерската релација, но не и на родителската. Татко ти вака, мајка ти онака, разведени родители. Оние две релации кои што ги спомнав помеѓу маж и жена. Едната е партнерска релација, која што го одржува нели бракот, и втората е родителска релација, која што ја одржуваат децата. При развод се раскинува партнерската релација
релација. Значи може да се разведе само партнерска релација. Многу е погрешно кога ќе кажат деца или термин кога се употребува разведени родители. Во нашиот мајндсет не треба да постои тоа како термин разведени родители, затоа што родителството не може да се разведе. Дур се тие живи, здрави, присутни на земјава, тие се двајца родители, не може друг да биде татко или мајка на тоа дете. Татко ти вака, мајка ти онака. Што му правиме на тој начин на детето? Му правиме толку голема белја и траума да и сами како родители не сме свесни и би рекла дека несвесно или поради неедукација, неинформираност или поради лутина без внатрешен кон нашиот партнер го уништуваме нашето дете. Секое дете носи психолошка половина мама, психолошка половина тато. Се подготвува нов граѓански законник што треба да донесе реформа на семејното право, прва поголема по безмалку 5 децении. Со ова треба да се надминат многу правни недоречености и празнини за старателството по развод. Во Македонија рапидно расте бројот на разводи. Рекордна година е 2024 со над 2000 разводи. Државниот завод за статистика објави дека бројот на разводи во 2024 е 14,7% поголем отколку во 2023, во која бројката е 1975. Во првите 3 квартали на ланската година има 1480 разводи. Ако во секој квартал има околу 500 разводи, се очекува минатата година да го сруши рекордот од преклани. Како што најавив, со мене во студија е Сашо Панговски, председател на Сдруженијето Наши, и Хајди Штириова Симуновиќ, членка и дел од управниот одбор на Центарот за еднаквост и правда. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер. Ја веднаш би стартувала со прашањето старателство 50-50. Да или не, зошто да и зошто не? Сашо, ќе бидете кавалер да ја дадете предност? Да, но морам да не бидам кавалер, пошто во прилогот се кажа, се спомна нашето здружение и некои си неточности. Значи, Здружение Наши не се бори, не е за правата на татковците, туку е за правата на децата. Значи, ние не ги делиме родителите, во нашето здружение има и татковци, има и мајки. Вака, морам да те прекинам. Никаде во самиот прилог не реков дека се борите за правата на татковците. Реков дека е здружение во кој што членуваат татковци, се борите за старателство 50-50. Така. Вие сте најгласни на оваа тема. И старателството 50-50, како што беше во продолжението на темата кажано, не знам, дебатерите таму има некои сомнежи дали тоа може, дали тоа не може. Веднаш да им ги расчистам дилемите. Старателство 50-50 има и функционира во 90% од Европската Унија, каде што ние целиме. Ако даде Господ, натака и да работите, мислам дека старателството 50-50 ќе биде и дел од пакетот на закони во скоро време за влез во Европска Унија, така да сите овие недоречености или недоразбирања околу таа работа што се кажа, ќе паднат во вода. Дента кој ќе ни биде услов такво старателство да имаме, во истиот момент сите партии ќе стиснат зеленото копче и ќе имаме. Но што да правиме со децата до тука? Што се спомна една страшна... Мислам, прво, термините се погрешени. Ние не се бориме за заедничко старателство, затоа што заедничко старателство технички е неможно, затоа што зборот старателство... Ајде, зашто се борите? Еве, пластично, не дадовте предност на дамата. 50-50 родителство. Значи, да не се исклучи ниту еден родител од растот и развојот на собственото дете. Старателство е термин кој се користи кога детето ќе загуби еден родител, а живиот родител добива титула на старател, но и тоа не е реалната дефиниција, затоа што за старател се употребува за деца без родители, кога некој човек што не е во крвно сродство се стара, грижи за нив. Сега постојниот закон. Ако одземено родителското право, другото не го прави... Така? Поправете ме ако грешам. Сега постојниот закон старателството го добива едниот родител. Да, но вие се борите да не биде така. Да. Ние се бориме никој да не го добива старателството, тоест
Како мислите, за Никој? одземање, па така да остане детето со татко и мајка што се со еднакви права и еднакви можности за пристап до детето во секој момент, освен во екстремни случаи кога истото не е можно, но тие мора да бидат проценети од суд, а не од психолози или не знам. Меѓутоа, разводот е дел од закон за семејство, мора во една постапка, Да, мора но на лист хартија да се не стави знам да дали се уредат. знаете, при разводот секогаш судот го зема мислењето на стручните тимови во центрите за социјална работа, без понатамошна дебата, го зема како дадено нивното мислење. Како мислење на експерти, што најчесто не е што Така. можеме да видиме од поплаките кои Да имаат. резимираме со една реченица, се малце вака нејасни стеми, меѓутоа да ќе разјасниме. Вие барате заедничко родителство. Родителство. А во Затоа законот за што- семејство промените како заедничко старатели да бидат двајцата, како? Значи буквално Да, како би била измената, пошто Да. јас не успеав Детето да нема да дојдам се до тоа. детето нема да се доверува на грижа ниту на едниот родител, туку ќе остане заедничка грижа на двајцата родители со поделено време на гледање и ќе има детето само адреса на престој А кај што значи едниот поделено време на родител. гледање? Тоа ако може да го Една недела кај едниот, една недела Да, кај другиот? идеално е тоа. Имаме позитивни примери со 2 недели кај едниот, 2 недели кај другиот, со варијации на тема, значи на ниеден од родителите не сме да му биде спречено. А што во ситуација, например, кога во различни градови живеат? Така, многу добро прашање поставивте. Кога живеат во различни градови, значи ние знаеме дека Македонија е 200 километри уздуж и попреку, со не се толку далечени градовите. Сдружение Наши се залага да не мора по разводот, да не мора едниот родител да се враќа кај што има подобри економски услови, туку во интерес на децата, за да децата не менуваат школо, не менуваат другарчиња, не менуваат нова околина каде што треба додатно после сите стресови од разводот да се адаптираат. Грижата на државата да се состои во тоа што ќе даде можност родителот кој нема услови да живее во истиот град, да му се овозможат сите услови, предимство при вработување, ефтино сместување и тоа преферабилно во регионот кај А што што децата ако функционираат. одлучи родителот да се врати во местото каде што ете преферира да живее? Тоа се случува во Шведска. Дали другиот родител ќе отиде? Тоа се случува во Шведска, многу по голема земја од нашата. И во тој случај се дава ако едниот родител нема можност да остане на истото место или поради некоја работа добиена, се враќа кај родителите во друг град, му се овозможува на тој родител што треба да патува, да биде што поблиску до своето дете во тие 2 недели, му се прават олеснувања со работата и швеѓаните, интересно, Кој ги правите олеснувања? државата. Државата да решава брачни проблеми. Да. Па тоа, Не се тие брачни Хајде проблеми. се, Тоа се детски, затоа што тоа се државата детски не решила проблеми. вие да се разведете. И видете што паметните швеѓани дошле до каков заклучок. При секој развод се јавувала еден проблем, пошто таму и да е заедничка куќата и да се рента, едниот мора нели да го напушти живеалиштето за да остане другиот. Направиле пилот проект во кој на 100 луѓе во дадена година кои се разведуваат им било понудено следното. Им било кажано што сте спремни вие за вашите деца да направите најмногу. И одговорот од двајцата родители бил ќе примиме и куршум, ќе дадеме орган, значи се што еден нормален родител може да го каже. Во истиот момент државниот службеник или личноста која е за тоа надлежна вика: "А зашто тогаш да се иселувате? Дали можете за вашето дете наместо орган да давате и куршуми да примате, да бидете цивилизирани и да живеете во истиот стан, да не мора да ве селиме?" Да, само што Шведска, знаете ли колку е побогата земја од А, се Македонија? извинувам, Мора кој да- го правил тоа истражување? мора да Кој го Не, правил тоа проект е истражување? тоа. Проект, што кој постои го во води тој проект? Државата Шведска.
Да, мислам од кога до кога има резултати нешто. Мислам По дека пат слушам мислам за дека е вакви и нешта. ongoing и во Така? моментов се А земаат може каде семпл. може да се најдат тие резултати? Баш би била Мислам заинтересирана дека да ги во прочитам. министерството, како се викаше, не знам, на шведска, можете да ги Да, прочитате. пошто таму се е на шведски, не може да се најдат материјали. Јас не, сум не, правила има други истражувања. има англиски Па превод. не, јас сум барала, меѓутоа нема, ако не е стриктно преведено на англиски, не можеш да Ја дојдеш мислам до дека материјалите, се е на дека шведски. 100% има баш за овој проект преведено и Баш лесно ќе го можете побарам, затоа што да го звучи најдете. Вашиот И став. знаете што? Во првата тура од 100 Зашто воопшто од не 100 сте кавалер, сепак брачни рековме со дамата ќе почнеме. Само уште ова да го Имаме кажам. Верувам време, дека ќе навистина, имате прилика да слушнеме продолжите нејзиниот Во се да првата кажете. тура 85 од 100 прво избрани парови рекле дека решението е совршено. Шведска има друг стандард. Шведска не е Македонија. И Ние ја не натаму се целиме, согласувам валјда не било кој целиме. правник да го прашаме дека мора да стои на хартија, тоа е дело, разводот е постапка, делот закон Ако мора може еве да сега биде. да кажам. Повелете. Значи прашањето беше дали се согласувам Да. со 50-50 заедничко родителство. Јас не би го нарекла тоа заедничко родителство. За старателство се согласувам со дефиницијата што ја кажавте. Меѓутоа, тоа е решението на Соломон. Децата не можеме да ги делиме на пола. Значи, ова една, па и две, па и три, па и 4 недели, детето да шета. Јас сум била студентка од помал град во Скопје, па на 9 месеци кога требаше да се селам со куферите и со стварите и со личните работи сите, не ми било воопшто Како лесно. мислите Сега да јас го оставив шета? вас, Само јас мало ве оставив појаснување. вас да зборувате, дозволете сега јас да Ајде. кажам на тоа што кажавте вие. Значи, меѓутоа еве да почнеме од почеток. Заедничко родителство. Што значи? Заедничко родителство значи подеднакво двајцата родители, мајката и таткото, на прво место да ги исполнат сите обврски и должности што ги имаат кон своите деца или детето, а потоа нели да го остварат и правото да бидат со своето дете. Тоа постои кај нас во законот. Од 92 година е законот за семејство и тоа постои, точно така е дефиницијата и тоа е заедничко родителство. Кратко, што се Повелете, обврските, што се обврските, само буквално да не избега мислата. Обврски, Кои да го обврски издржуваат, требаат? да го чуваат, да се грижат за неговото здраве, да се грижат за неговото образование, да се грижат за неговата благосостојба, буквално за се за детето да има онака како што е дефинирано и во овој закон конвенцијата за денешен правата го на возможува тоа? А законот го овозможува толку колку што ние ќе го примениме соодветно. Значи сега Дали се зборуваме, согласувате дека јас во кажувам, денешниот закон има старател и одсатен родител? не постои такво нешто. Тоест, Одсутен родител. така нешто Јас беше гледав на формулација. вашиот сајт и некој, не знам, Како е секундарен, формулацијата? примерен родител, такви термини не постојат Каква е во закон. формулацијата за Ниту- човекот што не е старател? Ниту пак постојат татко, мајка, родител, значи нема дефиниција, се знае. Значи, едниот е татко или мајка, законот дури другиот е не старател. спомнува ни на мајката, ни на таткото. Значи, законот родителите ги изедначува то целосно, без разлика дали детето е родено во брак или во вонбрачна заедница, или во меѓувреме настанало раскинување на вонбрачната или брачната заедница. Така ли е во пракса? Само ќе одговорам одма со прашање што ќе го одговори и вашето прашање. Ќе спомнам и во однос еве и во пракса како е. Оди потешко примената на законот, затоа што, да речеме, не секогаш се става на прво место интересот на децата. И за жал, наместо родителите кога ќе влезат во одредена битка, еве како адвокатка, тоа можам да го кажам и верувам дека и поголем дел од колегите адвокати би се согласиле со мене, па и другите вклучени во правосудниот систем, дека кога ќе почне темата за развод, значи тука настанува една битка. Без разлика дали причината за развод, еве, ќе го тргнеме семејното насилство на страна. Тоа е веќе сосема друга прилика, можам го накратко после да објаснам, меѓутоа еве, изневерување пример да е причината за развод, од едниот или од другиот. Значи тука имаме омраза, имаме нели он мене додека нема емоционален развод, како всушност што не се ни случува. Елена кажа тоа, меѓутоа и Деспина кажа. Сега, што треба да разберам? Јас кога додека работев адвокатка, секој еден што ќе ми дојдеше за развод, ако не може, нели, ако не дојде спогодбено дека сакаат да се разведуваат, туку нели едната страна доаѓа, ако не е воочливо или ако не се изнесе дека постои семено насилство, секогаш сум модела кон тоа да им објаснам дека доколку немаат деца, во ред, што сакате, правите се, потепајте се на суд, ако сакате со години нека трае постапката, мене ми одговара, супер. Меѓутоа, кога има деца,
вие сте сега родители и додека се малолетни и додека се уште не сте, нели бракот не е разведен и затоа и се вика бракот се разведува, не родителите, како што кажа Деспина, значи додека вие сте родители на тие деца, додека сте живи. Значи дури и кога ќе станат возрастни, кога вие ќе немате ингеренции да одлучувате за нивните... Да, тоа во пракса што се случува? Утре други ден ќе прават свадба. Нели треба да се појават двајцата родители на таа свадба? Видите, законот се еднакво ги третира двајцата родители. Се ова, господјо Хајди, многу убаво, многу добро. Дали мислите вие според вас и според вашето здружение што го представувате ставовите, дека Европската Унија е назад од нас и они треба да се вратат на овој закон што ние го имаме, за да подобро го решат? Јас прво немам информација, еве, вие ако имате споделете, точно во кои земји и од кога е воведено, затоа што за среќа, за разлика од кај нас, кога воведуваат одредени реформи во цивилизираните демократски земји, за кои што јас не сметам дека нашата земја спаѓа во тие се уште за жал, значи таму ги следат работите. Државата кога ќе направи одредена реформа, прво прави, да речеме, пилот, нели, припрема, го припрема теренот за одредена реформа, па потоа кога ќе почне реформата, следи и на секој 5 години, 10 години, 15 години, 20 години, излегуваат со извештаи и кажуваат, значи ова функционира, ова не функционира. Ќе продолжиме во истиот правец, ќе го напредуваме или ќе се вратиме наназад, ќе најдеме друг модел. Како функционира во пракса? Само уште нешто, извини Паула, ако може да кажам, во однос на, еве, јас немам видено истражувања, ги немам видено законите, ете, не знам, не сум имала прилика тоа да го истражувам, меѓутоа имам лично искуство од мои блиски луѓе кои што живеат во европска земја, Франција, каде што, нели, родителите се разделуваат и детето се поделува 50-50. Значи, ако верувате, од зборовите на детето, значи тоа се чувствува како отфрлено и од едната и во едното семејство сега веќе, затоа што тие се веќе посебни, нели, други семејства. Едниот родител си има, па и другиот родител си има оформено. Дали е 2 недели кај едниот родител, 2 недели, оно што рековте ќе треба да се шета? Една недела кај едниот родител, една недела кај другиот родител. Значи има два идентични дома. Тоа дете не знае. Има 2 соби, и во едната куќа, и во другата куќа, има 2 лаптопа. Детето не е среќно. Вака, прво од најпрвите тврдења. Значи, господјо Хајди, вие рековте дека тоа многу е нездраво, тоа преместување на детето. Јас не реков нездраво. Не, нездраво, неприродно. Не е во интерес на детето. Значи, апсолутно. Детето е една категорија која е најадаптибилна, човековиот род како сам човечки род е најадаптибилна врста што ја создала природата и затоа го има и на северниот пол и на Антарктикот и во секаде има луѓе, затоа што тие најдобро од сите животни, пример слонови има само во Индија, во Африка. Знаете како човек се навикне. Меѓутоа, дали е во интерес на детето? И во каква личност ќе се развие? Дали е во најголем интерес на детето, баш тој модел? Детето, кога со овој закон денеска што функционира, на детето му се праќа следната порака. Дека едниот е старател и во она што го кажат и во реалноста, старателот ги има сите права што ги имал кога... Јас нема да се согласам, се извинувам, пошто и вие мене ме прекинувавте. Ајде. Значи и законот е јасен и во пракса. Значи старателот, родителот на кого што му се доделува детето на делумно, доверени децата на делумно чување и воспитување, затоа и се вика делумно. Меѓутоа, другиот родител останува вклучен, освен затоа пак ќе речам со исклучок кога постои семејно насилство. Да го исклучиме семејното насилство. Па не може да го исклучиме затоа што во многу случаи дели семејното насилство. Еве идеална ситуација ќе зборуваме. Во идеална ситуација кога нема никакво семејно насилство. Кој решава кога и колку ќе го види детето? Родителот, што не е... Родителите. На кој не му е вака. Законот како почнува? Законот, дозволете само. Во една строго електризирана, значи, да не се лажеме, развод е многу адреналинска постапка, многу емоции се тука. Меѓутоа, кој треба да одлучи како тоа ќе се уредат видувањата? Дали родителот кај кој не се доверени децата? Ама не одлучува може да ги види децата
кога и да посака, пошто господјата Хајди вика дека родителските права не му се одземени. Дали може ненајавено да дојде кај своето дете и да си го земе Со од родителски договор училиште? меѓу себе сигурно. Да, ама кога нема ако не постои родителски договор, и едниот се и наети. Самиот, значи нема инет, самиот кажавте. Најпрво и законот така почнува. Кога почнуваат одредбите за родителско право, иако ја затоа пак ќе кажам, ја би го нарекла тоа родителска должност или обврска. Обврска. Меѓутоа, кога почнуваат одредбите за родителско право, што вика? Вика дека родителите, кога ќе престанат, кога веќе не може да живеат заедно, така и почнува. Треба да се договорат, дури некогаш и во брак, кога се ради работа, ради школување, Така, ради и нешто. тука се центрите за тогаш социјални работи И тогаш помогу. треба родителите да се договорат. Психолошко советување. Пазите. Може ќе одлучат родителите, еве не се разведуваат. Ќе кажам Доаѓаме- пример. Законот што вика? Ќе одлучат родителите, ќе го остат кај бабата. Бабата е сенилна, заборава. Доаѓаме до Тогаш- парадокс. Доаѓаме до парадокс. Како мислите да парадокс? Значи, двајца родители се разделуваат. И едниот му е доверено детето на грижа, а другиот мора во консултација со првиот да нели се договара да си го види детето. Но тој договор не важи за новиот партнер кој вчера мама или тато го нашле на некоја во некој бар, тој не мора да праша. Вака, јас сега да ве прашам, иако се не е- извинувам. Иако не е Пред да никаква се родбинска разведете. врска со таткото или мајката, таткото или мајката, кај кој е доверено детето, можат да најдат лице што го знаат еден час, да го примат во својот дом и тој ефективно да има повеќе време со детето од биолошкиот родител, мислам дека кој ова треба е да карикирање праша. и вадење од контекст на целиот Што проблем. е карикирање? Не постојат Еве, Сашо, вакви извинете случаи. да ве прашам вас. Пред вие да се Кој разведете, треба да каже? дозволете. Кој треба да Пред каже се разведете, колку ми е доволно дали мене време со го моето зимавте дете? детето од училиште без воопшто да се да се јавите, да се слушнете или па обратно. Значи јас Не, со тоа сопругот, беше- значи јас со сопругот функционирам на таков начин. Јас Ако сме се секогаш договориле ги- јас да го земам детето од училиште, Секогаш меѓутоа јас ги заглавувам, носев и ги ќе му земам се- децата. ќе му се ја. Еве се случило некогаш сопругата порано, не знам сега дали сте биле венчани или партнерката со која што сте биле заедно, со која што ги имате детето, децата заедно. Не ли ви е парадоксално дали ова што она го се реков? случило да отиде? Јас не би го направила тоа, туку ќе се јавам, извини, заврши Саша, порано, пак, ќе идам или иди земи го. навистина станува збор за родителски договор. Ако Ова ти што сме го кажеш за возрастни теорија може да се луѓе, случи. ако сме возрастни луѓе, Во пракса, ќе научиме да го Жената, практикираме. ако мене ми е доверено старателството, Добро. тоест доверено детето на Зборуваме издршка. додека сте во брак Жената или што ќе заедно. биде моја идна партнерка има неограничен пристап до децата што биолошки се нејзини, а биолошката нивна мајка мора да се договара со мене кога ќе ги види децата. А зашто да не Што се е договорите вие нонсенс. двајцата? Што е нонсенс? Значи, некој што вчера дошол, што него ни знаеме уште доволно, Зборуваме се за има допир до партнерите децата. на- И сега имате Идните нова, партнери. Да, за и идните сега партнери имате зборуваме. нова појава во земјите од Западна Европа и во Америка, каде што педофилите веќе не одат во градинки да се пријавуваат да работат, туку бараат самохрани родители кај кои ќе се Ова пикнат е во страшно нивниот што дом. го Мислам кажувате. дека ова веќе стварно излегува надвор од реалноста. Еве да речеме не е надвор од реалноста да бившите партнери дали може да ви сопрузи презентирам си најдат, 5 случаи да бившите партнери кај нас? сопрузи си најдат нов партнер, Нов партнер. или партнерка. Во Кавадарци И во апсолутно- ноември се случи силување на 12 годишно дете од новиот партнер. И во Шведска, каде што Кој е го- 50-50 родителството, не се случуваат силувања. Во Франција не се случуваат силувања, во Холандија не се јас случуваат. не викам дека не се Значи, случуваат дајте ви се силувања. молам, Јас ви давам конкретен пример. Предаторите наоѓаат начин и Предаторите се се многу таргет. икри, манипулатори се. Таргет се наоѓаат самохраните начин, родители. Исто како што е специјален. таргет и интернетот, Специјален. исто како што, значи, сакам да кажам, не треба да се, тоа нема да го заштити детето што ќе биде Која е 50-50. човечката логика? Јас
Дали вие Да сакате не да можам- кажете дека родителите не треба да имаат нови партнери од кога ќе заврши? Не сакам тоа да го кажам. Врската? Сакам да кажам дека новите партнери имаат ќе го заштитите поголеми детето права тогаш? од биолошките. Ма не е точно. Ама знаете како, Ако развод биолог- треба да заврши емоционалниот развод. Така Нормално е партнерот да има Нема потоа нов ништо партнер. емоционално. Па е Зошто очигледно дека има. едниот родител И во да начинот на прашува, Заради тоа што тој а продолжил со сосем нов животот и човек има нов за кој партнер. немаме никаква информација, видете вака. да му се достапни децата 24/7. Заради тоа што тој партнер на родителот чие дете е и тој го доверува бидејќи ќе гради нели иднина, нели е тоа нормално? Во заклучокот на тезава доаѓаме дека буквално човек што е вчера влезен во нечи живот, без никаков придонес, ни алиментација, ни издршка, ни ништо, ги има максималните права што не може да ги оствари родителот на кому не му се доверени. Господине деца. Сашо, рековме дека пред се родителството е должност и обврска. Пред се. Добро. Потоа е право. Меѓутоа, јас нема да се согласам со вас тука, затоа што е проблемот? Немањето комуникација. Значи, каде настанува проблемот? Ако рековме еве да го тргнеме семејното насилство, значи во случај на семејно насилство, чуди немањето комуникација? не ни можеме да очекуваме ако е случај на Како насилство. мислите немањето Ве чуди комуникација? немањето комуникација кај двајца што се разделиле, што очигледно не можеле Па, повеќе видете да вака, ако живеат. сме возраст- И сега законот ваш, што е не добар, ако сме возраст- очекува двајца што се на некоја ратна патека. Не може да бидат на ратна Законот патека, има дете, очекува така треба да двајца- идат на Знаете ли советување. колку процент се спогодбени разводи во нашата држава? Зборуваме за разводи Некаде каде што 10%. постојат деца. Значи Дали се согласувате дека треба 90% од разводите психолошко се советување според да- Хајди неспогодбени. Тоа е мислам- високо наелектризирана ситуација. Треба ли додатно психолошко советување пред да поднесат тужба? Почекајме да поентирам. Тоа е високо наелектризирана ситуација во 90% од разводите, каде содавањето на предност на едниот родител, кој му се доверуваат децата на чување и на престој кај него, тој може да манипулира со нив, со нивните чувства, со нивното гледање на другиот родител. Тоа 50-50 родителство, тој принцип го Иако е во трга. 50-50 родителство, нема да манипулира Да. тој што е манипулатор. Нема цела една недела да му зборува на детето, мајка ти е ваква, татко ти е сигурно тако. нема да се ќе му случи зборува. 3 години да не Ќе го му видат, зборува. да не го видат Да, ќе го гледа, луѓето меѓутоа детето. ако некој од родителите е манипулатор, ако тоа веќе оди Тоа во спаѓа во психолошко- семено насилство Апсолутно. психолошко. Ама Другиот родител ќе го пријави и тоа ако многу лесно ќе било се кој реши. од родители, па еве и вака се решава. Не се решава вака. Насилникот се пријавува, му се дава забрана, дури може да му се ограничи и видувањето. Како Затоа насилник реков, специфицирајте. значи, Насилникот тој што врши семено насилство. Значи, ако Ако- човекот извршил семено насилство И или Истанбулската жената конвенција кон е- својот партнер, што има тоа Апсолутно врска со децата? Има врска со децата. Значи, апсолутно има врска, затоа што во најголем дел, да не речам 100% од случаите, децата се Колку присутни семено кога насилство се има случаи господја во Македонија? Знаете? многу. Јас ќе ви кажам конкретна бројка, Многу пошто има. побаравме документ. Добро, ајде. Во Од кого побаравте 2024 документ? од Министерството за Добро. труд и социјала. Добро. Во Инаку не водат 2024 евиденција, пошто имаме барано податоци, меѓутоа еве кажете ги вашите податоци. можам и да го извадам Слободно, да, документот на кажете, ваквото. кажете, Во нема проблем. 2024 имало точно 2940 од прилика за 40-кава не ме фаќајте за вако. Што се обратиле за поддршка за во семено насилство. центрите за социјална. Пријави за семено насилство. Добро, Од нив добро. 123 воопшто дочекале судска разврска, Така. од нив 12 се физичко семено насилство, другите се психолошко, емотивно, вамо И тоа, тамо. психолошкото насилство, 12 господине Сашо, некогаш послушајте- има многу пострашни последици од физичкото послушајте- насилство. послушајте- Затоа што жртва, сум работела долго со жртви. Послушајте Жртва, статистиката. што е 20 години подложена на психолошко Знаете насилство, ли- може ни еднаш да не е удрана, таа ќе развие разни болести, знаете ли здравието ќе се наруши. Знаете ли колку има лажни пријави? Јас ќе избегнам да одговорам на ова прашање. Затоа што не знаете. Затоа што немам потреба да знам. Добра. Затоа што не само кај нас, туку и на ниво на Обединети нации, и на ниво на Европа, на цел свет, е докажано дека најголем процент од жените се жртви на насилство, најголем процент од мажите се сторители на тоа насилство. Јас имам тотално, значи има едно норвешко истражување, Торе Андре Фло се вика човекот,
тој направил истражување дека 93% од жртвите се мажи, но од страф од стигматизација не го пријавуваат насилството. Да, верувам дека. И немаат Јас не храброст, негирам- нашето здружение ги охрабрува сите мажи да пријавуваат, пошто 93% на вистина е голем процент на непријавено насилство кон мажи. Знаете јас каква е нема да стигмата, кажам дека мораме нема- да веруваме. Јас нема да кажам дека нема мажи што вршат насилство. Јас нема да кажам- да некој тврди дека е лажно пријавување на насилство, а влегол насилно кај партнерката, бившата партнерка и ја скршил раката, а упорно тврди дека е лажно пријавуван за насилство. Нема потреба, господјо, ништо да тврдиме ние. еве кажувам. Ако само една клаузула во законот Значи се јас ги изгледав видеата на сите ваши на Ако тоа Facebook само- страната што ја ако имате. само- 2-3 дена тоа правев, ги гледав. Ако И баш само- тој што е најгласен во тоа здружение, нема да го именувам, има повеќе видеа постирано во таа Facebook група. Значи има судска пресуда со вакво, со лекарски уверенија, со све за скршеница, тешка телесна повреда. Јас не викам- И тој човек тврди дека треба да има заедничко Ама јас не викам дека родител, насилство има не 50-50. постои на светот. Ама постои. Меѓутоа извртувате тези дека 93% од мажите Не, не јас- пријавувале насилство. не, јас, тоа е А сега научна рековте? студија. Ама се која Јас научна цитирав, студија? па Кој е цитирав. тој човек? Ја прв пат Епа, слушам за него. Треба Кај сте го повеќе да нашли? се Ајде да се вратиме на информират. разводиве за издршка, еве ме интересира. Само уште една. Ама ме прекинувате, Саша, постојано. со еден потекст се решава целото насилство. Да, знам, барате измени конкретно, тоа е веќе друга тема за семено насилство. За лажно насилство, лажниот пријавител да добие, речи го, казната која ја барал за Да се човекот што вратиме лажно на го пријавил. заедничково родителство. добро, Вашата да. теза на кратко е дека треба 40% е намалено. Летонија минатата година, тоа го имаше и на по порталиве, сигурно сте го сретнале. Со воведување на 50-50 родителство, во Летонија се намалиле разводите 25%, а семејното насилство 40%. По портали го имаше. А и таму ли е така моделот да треба Да, после да. двајцата да бараат стан, Значи, па биде да се може побогати земји од кај закон, нас? нашиот денешен закон се базира врз она да им веруваме на изјавите, тоа било побезбедно отколку некој Па да... не е да им веруваме на изјавите. Вие упорно не сакате да прифатите една вистина. И Добро. тоа што го кажам од самиот почеток. Дека кога законот тоа го предвидел, дека родителите се двајца возрастни, зрели луѓе со деловна способност, правна и деловна способност, кои што не само за себе можат да одлучат за најдобриот интерес на своето дете или деца. И од таа премиса, од таа предпоставка тргнал законодавецот. Меѓутоа, ако и затоа потенцирал, кога родителите не можат, не знаат, не умеат, немаат капацитет, не се доволно созреани за да одлучуваат за своите деца, тогаш државата влегува и тогаш Фактички одлучува државата- Родителски договор државата нема да влезе. Саша мора да се Апсолутно. согласува. Да. Значи вие можете да Ама државата нема да интервенира. самата така и гостинка кажа дека во 90% нема родителски договор. И сега ние мораме да се бориме. Психолошко советување, ве што ви Зошто Ние мора да нема се бориме. родителски Ви треба ли договор? психолошко Затоа советување? што игра суета на прво место. Нема Игра емоционален развод, его, емоции се нема во прашање. ајде, така ќе го Без кажеме. гнев, лутина. Суета, его, Така, дали од его. едниот, дали од другиот. Повторно ќе кажам, ова се однесува само на случаи кај што нема семено насилство. Играат врска родители, еве јас од моето искуство како адвокатка, значи они дури можеби немало ни да дојдат до развод. Ако нема влијание. Ако Тоа- нема влијание од едната или од другата Тоа ќе страна. се сложиме дека родителите се на голема Значи, процентуална ставка во Еве неверство, да речеме, се случило, па може Неверството дури е во пониските. па може она и го поминал или он го поминала Дали се болката за согласувате неверството. двајцата дека е потребно психолошко Јас советување на апсолутно се двајца согласувам. партнери кои што ќе решат Апсолутно развод? Затоа што се разводот согласувам е и траума. Мора да биде задолжително. Затоа што, Апсолутно. нели, и јас го реков тоа, тоа Така е е. исклучително трауматично. Па зошто да не може да се достигне родителски договор, па да Нај- треба државата да интервенира? Затоа што државата со денешниот закон му дава 3-0 на едниот родител. Му вика децата се кај тебе, ти си старателот. Државата со законот не го дава тоа, не е точно. Значи Не е фактички вториот родител кај кој не се доверени децата не може автономно јас по имам своја примери- желба да се слушне со детето и да си точно. оствари Апсолутно праксата не е таква. Знам многу примери
каде што луѓе се развеле, сега видете, да не, значи Колку се многу примери, да не шпекулираме. Околу мене неколку парови што се развеле. Анекдотални. Не се анекдотални, ги пример. гледам, значи блиски ми се луѓето, ги Анекдотално значи значи децата во сред недела сакаат да се видат. Анекдотално значи во нашето обкружување, не значи не, таткото плаќа издршка, како што е утврдено со судот, меѓутоа во договор треба детето да оди, не знам, на камп, делат трошоци, или ако мајката помалку заработува, нели покрива можеби поголем, треба ваков курс, таков курс, онаков курс, заеднички ги разрешуваат и работи. Кога сака, меѓутоа, ало, ја и ти веќе не сме партнери. Пак се сведуваме на оној родителски договор. Двајца зрели, деловни луѓе кои што нели ги седнат, способни луѓе кои што треба да сватат дека до крајот на животот ќе бидат родители, мајка и татко, меѓутоа утре други ден и баба и дедо. Значи, конкретно пример ќе кажам пак од мое лично обкружување. Значи, мојот сопруг е дете на разведени родители. 40 кусур години се разведени, едниот си имал едно семејство, другиот друго семејство. Анекдотални се тие примери. Анекдотално пред очи ми е. На вашиот сопруг има 200 други што имале спротивно искуство. Тоа не значи тоа спротивно. Ама зашто го имаат спротивно искуство? Затоа што не знаат да седнат и да разговараат. Ако вие тврдите дека ние сме назад, дека ние не сме до тоа ниво, значи имаме тука ова сега ви кажувам во истиот момент податоци од ChatGPT. Значи, во Европа има 50-50 родителство во Шведска, Финска, Белгија, Данска. Како ги одбра ChatGPT најбогатите земји во Европа. Данска, дали Македонија има капацитет? Чешката република, Хрватска, Унгарија, Литванија, Латвија, Романија, Кипар, Грција, Италија, Австралија и уште прашајте го ChatGPT од ја ќе морам има да ве прекинам секунда. ChatGPT можете да видите дека направиле истражување како децата го пребродуваат тоа. Саша, дали ќе се согласиш дека и многу нема негативно искуство од 50-50 родителство? Не може да го кажете. Ја ви кажав барем еден пример, ви кажав на кој што сведочам со своји очи, со не знам дали како еден пример. Не знам дали како адвокат можно е да не го разбирате анекдотално. Да, не го разбирам. Јас може да знам еден човек што има 3 уши, но тој е само еден. И вие ми викате, луѓе, постојат луѓе со 3 уши, затоа што јас знам. Тој може да е еден. Вие што кажувате дека сите се пресрекни. Не постои такво нешто. Не, господјо, не го кажувам. Сите параметри по воведувањето, значи Шведска го имаше нашиот модел прва и се повлече прва од истиот. Зашто? Од искуството го врати 50-50 родителство. Шведска прва го имаше буквално нашиот модел кој го имаме денеска и се повлече. Затоа што престана инсентивот на луѓето за склучување брак. Кога едниот може да добие се, а другиот да зависи од милоста на тој децата може да се створат и во значи, вонбрачна заедница. Дали сега ќе се правиме на удрени? Како не се правиме на удрени? Кога пред 5 минути рековте дека тоа е исклучително набиено со емоции и дека ние сме луѓето сме суштества што се надминуваат сами себе кога се децата во прашање. Историјата го кажа, историјата и статистиката ни кажува обратно. Дека луѓето кога им вика државата, ти си примарниот родител, на тебе ти го доверуваме грижата, овој не ги губи. Теоретски да пише другиот родител не ги губи правата, но де факто во реалниот живот ги губи. И сега, зошто пак ќе се вратиме на прашањето? Заради што луѓето не се совршени. Затоа примерот што го кажете дека постојат закони. Се совршено. Затоа постојат господјо закони. Затоа ставија сега Safe City. Затоа што можеме ние да викаме, затоа што ние можеме да викаме секој треба да биде свесен дека не треба да вози над 50. Но државата е свесна дека сами да се договорат. Не знаат сите закони, како правник ве прашувам, дали сите закони
се базираат врз примена на сила доколку истите не се остварат. Не, само во кривично-правната и прекршочната материја. Значи, нема примена на сила ако некој, репресијата е дел од кривично-правната материја. Не зборам. Пак мешате. Примена на сила. Значи, некој не сака да ми плати мене, нити кривично, ни ништо. Има некој долг и јас го тужам. Државата ја аплицира својата сила и од неговата... Граѓанската постапка е постапка на еднакви страни. Ете така, и граѓанската постапка резултира со пресуда. Тој што ќе потврди со докази, тој граѓанската резултира... Разводот е различен. За разводот не треба докази. Аналогија. Ајде кажете ми, зашто мене ме интересира проблематика што не ја разбирате очигледно. Секој Импровизирате искрено. Секој закон, не. Импровизирате правната материја, очигледно не ја разбирате. Значи, разводот е исклучок од тоа. Постои во Чаир, постојат улици во Чаир, каде што пише 40, 30, 20. Ама не, правите, не И Чаирчани знаеш што ви викаат вас, дојдете, спроведете го законот. Ама правите не со... Значи, мора некоја сила. Епа јас истото би го рекла за некој од родителите, кои што не го добиле, не им било доверено вакво, каде што... Зошто на било кој да му се довери? Со своите потези Што е вашата принципиелна замерка? Што е вашата принципиелна... Намалуваат плати за да намалат издршка, значи сум имала таков случај. сакам да прашам за издршката, зове модел 50-50. Па се направи дека зима во тоа време 8.000 денари плата беше минимална, он се направи дека зима, иако возеше джипови, имаше станови, не знам колку дуќани све, и судот мора да суди врз основа на докази. Јас однесов докази дека волку коли, толку коли, не вика, него платата му е толку, јас не можам да му досудам повеќе. 1000 денари издршка. Ние нашето здружение, еве ќе се надоврзам на издршката, ако ми дозволите. Правевме минатата година, мислам дека беше, истражување каде што се истражува колку чини издржување на дете. И се покажа дека за едно дете на предшколска возраст трошоците изнесуваат од 15 до 20.000 денари. Значи, зборуваме за дете да го чуваме како што треба, како што пропишува конвенцијата. Сега, ако родителите се во непогодна финансиска ситуација, тука треба државата да излезе и да помогне, меѓутоа тоа е друга тема. Нема да навлегувам во тоа. Значи, кога станува збор, и јас се надевам дека судот ќе ги има во иднина овие вакви истражувања и дека ќе се повторуваат за да се следи тоа, па дури дека и Завод за статистика би можел да продолжи со таква вид на истражувања, за да знаеме ние кога се утврдува издршката да не биде на памет. Значи, јас сум имала издршки. Сега малку се накачи тој минимум до кој 3-3.500 да речеме, меѓутоа дава издршка од 500.000 денари. И сега родителот на кој што, и бидејќи разводот, само што ова дозволете, бидејќи разводот оди во недоглед, затоа што спорот се врзува исклучиво за издршката и тука милиарда докази се понесуваат. Одличен шлагворд ми даде Хајди. Добро, добро да се доискажам само ако може. Значи, бидејќи нели се контрира спротивната страна, не може да се разведе бракот, не може да продолжи животот понатаму, ќе се согласи едната страна на минимална издршка само за конечно да се разведе бракот, да се разведе бракот. Сега имаме 50-50 родителство. Имаме некој джек или не знам некоја голема мангупка што се пријавила на 5000 плата и дава 1000, а ја гледаме или го гледаме, се вози со джипови. Се што треба другиот родител да направи, пошто Хајди рече, имаме ние пресметки 15.000, 12.000, да го земе детенцето за рака и да му рече, Зоран, тато или мамо, во случајот, повели, се гледаме за 2 недели. Човекот или жената, кој ќе му го оставиш детето, ќе мора да го нарани, облече, купи. Ете издршката. Дали детето е саксија со цвеќе или куфер, што ние можеме така фино лепо да го спакуваме и да го растовариме некаде и да речеме еве повели. Не, детето не е тоа, детето го чувствува тоа. Ете така. Дали детето е саксија или куфер, кога иде на одмор, го земаме во кола и го носиме на место каде што не знае. Ама детето иде на одмор. Не знае господјо, 2 години го земаме како саксија и го носиме. Овој кажавте вие. Дали мислите дека вие за 2 годишно дете е голем стрес ако го земеме? Кој ќе ги плати трошоците во училиште, кажете ми, не може тоа вие двајца во возрастни, паметни, богати, сиромашни, нема да ги кажам, не може да се договорат. Кој ќе плати? За разлика од вас, има земји кои ова го поминале. Јас не сум земја, не сум држава. За разлика од вас, вашето здружение, има што не е информирано за никакви истражувања,
Во Австралија е применето најголемата направена е анкета. Што е најголемиот проблем Кога е направена таа анкета и од кој релевантен извор го добивте? Не само што е направена анкета, не само што е направена. Многу се расфрлате тука со проценти, со податоци, оваа земја, она земја. Слушателите се лаици и они ќе поверуваат на некакви истражувања кои што можеби и не постојат. Значи ова е вовед во тоа што сакам да ви кажам. Ајде кажете. Во Австралија денеска врз база на некоја анкета што ја правеле они пред 10 години, денеска постои тоа. Тоа се вика картица на детето, затоа што они врз база на анкетата што ја правиле пред 10 години, дознале дека примарна пречка при исплатата на издршката за детето не се самите пари, него не можноста да сватиме како се трошат од едниот или другиот родител тие пари. И они измислиле картица за детето. Си ги троши и родителот за него. Си купуваш минути. Значи, како што вие имате еден пример. Дали е точно, Сашо, дека само момент да кажам. Во Австралија денеска Во Австралија денеска е воведена така наречена картица на име на детето и работи веќе 3 години. Така е, ве слушам, давате многу примери. Ајде вака, може ли сега да ме послушате двајцата само едно прашање? Слушајте ме во многу лошо слушате. Истражување после 7 години не се воведува мерка за истражување се после 3 години се воведува. Вие сте за да мерка. има заедничко родителство и да не постои издршка за детето. 2 недели таму, 2 недели вамо. Така да резимираме, тоа е тоа. Децата, господјата Хајде вика дека се како торби кога на 2 години ги носиме на одмор. Ги земаме, че не знаат дали сакаат. Да не се повторуваме, кратки сме со времето. Децата дали се торби кога ги носиме во школа. Молам двајцата кратки сме со времето. Секој ден ги носиме во школа. Дали е тоа некој стрес за децата според вас, господјо Хајде? Па идењето во школа искрено е за син ми е стрес. Ете така. За вашиот син е стрес. Но некако сте го надминале тој стрес и оди. Исто така детето ќе го надмине и тој стрес кој ќе мора 2 недели да биде кај другиот родител. Детето да надминува стресови, да преживува и да надминува самите вие рековте дека вашето дете е под секој дневен стрес во школа. За да истераат свој инак. Ајде да го кинеме школото за да не истераме за терминот родителско семејство. Ќе го земеме повод вашето дете. Јас се извинувам, наистина сме кратки со времето, сакам уште едно прашање. Значи буквално завршиме издршката. Све е стрес во животот. Не можеш да го надминеш. Да напоменам. Значи детето до 18 знаете како многу сме кратки со времето, имам уште едно интересно прашање. Зашто сметам дека тој модел прво ако воопшто постои, јас искам веќе се може да ви покажам. Не. Ако воопшто постои тој модел, како детето и според Конвенцијата за права на дете и според законите во нормални држави, пак ќе речам, детето се смета дека нема деловна способност се додека не наполни 18 години, во некој земји малце подоцна, односно под исклучок на 16 или 15 години. Значи, еве, до 15 има врска. За бебиња се вадат картички, двајцата родители се подписани на картички. Тоа е друга штедна книшка. Не, буквално трансакцијска сметка се вади во Австралија. Знаете како, нема време, имам едно интересно прашање за терминов едно родителско семејство, да влезе во закон. Бидејќи самохрана мајка, нели знаеме, вдовица, мајка која што родила нема партнер. Загубила партнерот. Го загубила партнерот, го нема и таа нема издршка од никого, така? Сега може да има, пошто физички не постои веќе личност. Точно. Терминот едно родителско семејство, имаше една женска организација која што се бореше да едно родителско семејство како термин да влезе во законот за семејство, бидејќи според нив, нели во пракса, на вистина разведени мајки се како самохрани мајки, баш поради ова издршката е многу мала, па не се плаќа на време, па се избегнува. Ќе ви повторам уште еднаш, не можам ова да го нагласам појако. Детето зараче пред во домот на таткото мајката за 2 недели нема да може никако да избегне. Ако збориме за трошоците за живот, ако збориме за тоа дека особа ако збориме дека особа
треба да пребаци некоја сума X, дали е мала или голема, на сметката на особа Б и особа Б да отиде да купи јакна, наместо особа А директно да ја купи јакна, тоа е поглуп концепт, не постои. Издршката како концепт е релативно нов од 17-тиот и 18-тиот век и се вика Затоа што децата порано немали никакви права. Не. Абе така е. Издршката Апсолутно е прв така. пат се јавува, господја, како правник би требало да знаете, знам. Елизабет Poor Law во 17-тиот век. Еве ќе ви дадам да прочитате. Многу интересни подаци, не знам од кај ги наоѓате овие факти, искрено. Под Стварно некој не од нас знам. чита. Ја чет- Некој од нас Родителско чита. семејство и самохрани мајки, Не, немате никаков буквално коментар? пише и во запишано, еве Ова се нека научи. GPT perplexity факт. Елизабет Poor Law се вика законот од 17-тиот век, кога многу деца биле направени од трговски патници, од не знам Од која земја е тој Елизабет Порло? од кралицата Елизабета, Англија. Прв пат тогаш се јавува. И пресликана е Која издршката. кралица Елизабета? Не знам точно. Прва или втора? Елизабет Poor Law се вика. И Дали ќе било имаме само стварно за Зашто Наистина сме Елизабета кратки со прва време. била многу порано пред 17 век. не кажав која Малку знам Елизабета. за ројалската... Значи, ама случајно не го знаевте ова. Значи, Па не го знам зашто прашам дали издршката постои. е инструмент и тоа правник би требало да го знае за родител што е одсаден, што избегал од своето дете. Не може издршка да му се дава на родител кој сака секојдневно и максимално и да е присутен биде во животот вклучен на во животот на своето- своето дете. И сега, Ниту избегал, ниту негде. Извинете, Сашо, живеете, предпоставам пак во од ист тие- град. пак од тие со Стално. три очи. Не, предпоставам во ист град живеете Добра. со вашата партнерка поранешно, односно Добра. нели, родител од друг на детето, ваше и деца. И сега сака детето да му се купи, не знам што, делите све пола на пола, така, трошоци, не треба издршка, значи делумно издржување, тоа подразбира, треба да делат. Само ми се Како јавува ќе- детето и купува. Ма чекај, Ништо повеќе. како ќе пресметате? Кога мајката да купи, кога вие да купите? Значи тоа е затоа тие попаметните од нас што утврдиле одредени правила. Ова потекнува од Конвенцијата за права на детето и многу порано. А Дали може било ние кој, само го имаме дали може пресликано било во кој- нашиот закон. Било кој да плаќа издршка или само родителот? Што е на детето? Во која смисла, како мислите било кој? Ако некој човек на сметката на Тоа не е издршка. лицето. Тоа не е издршка. Тоа може да е нешто хуманитарна поддршка, помош, ако е потребно, тоа не е Окей. издршка. А, Издршка дали се сте знае. свесни дека Родителот- издршката е влезена во кривичен закон? Апсолутно. Да, ако Во не се смисла плаќа на издршка, плаќање точно. на ако не е влезена во кривичен Колку закон. треба само човек дозволи. според вас да Членот, плати за да го види своето дете? дозволи. Членот е тој што не почитува судска одлука. Добра. Тоа се однесува меѓу другото и на одлуката за издршка. Значи тоа ги опфаќа сите судски одлуки. Како мислите, Нема Сашо, да посебен плати за член да го за види издршка. своето дете? Па, концептот на издршка ми и вака како што е концепиран во нашиот правен систем и во повеќето правни системи, се пенализира одсутниот родителот на кој не му се За вас е доверени. пенал да дадете пари за вашето дете? Почекајте, ќе ваком, не напротив. Казна. Па тоа го Напротив. зборувате цело време. Се пенализира недавањето, неплаќањето издршка и тоа влијае врз видувањата на со детето. Извинете сега што ќе прашам Значи, директно. нема пари што може некој да ги даде, што може да заменат татковата или мајчината љубов. Извинете, Се дали некогаш случува- сте биле осуден, па макар и условно, или сте имале пријава за неплаќање на издршка? Не. Во вашата ситуација не. Не. Колку од вашите членови имаат такви пријави? Сигурно Многу. имаат некој Од тоа што го видов. Видете, овие се паушални, многу. Па да. Ни вие, ни јас не го знаеме тоа. Ама они сами постираат одлуки. Имаше таму залепено фреско. Не знам па кој да, кој на се вашата тие. фејсбук Колку страна. луѓе постирале одлуки Епа, вие ете што сте сите, ги виделе? до кај што Кои се стигна тие да сите? изгледа? Колку членови има Ја не здруженијето? знам колку тие што ви Епа, постираат за да на речете Facebook страната, сите, пошто немате сигурно веб знаете страна. бројка. Ама немате веб страна, немате Браво. податоци за здруженијето. Пробав да најдам податоци. Добро. Значи требаше да одам во централен да вадам и тогаш нема да дојдам до вистинската бројка на членови. Затоа што во здруженијето Еве да речеме дека 100 членови има. Колку членови имате? Колку мислите Ама од немате 100? веб страна, немам пристап до вашиот Колку статут мислите
кажете од вашите 100. програми, не Значи можам да видам кажувате ништо. паушално. Па не, гледам тоа што Јас се работи- пишува на... јас, господје, Може и јас- само 5 членови да јас имате. Вие работи- викате исто и вие кажувате паушално, додека немате Јас да работи видам. што не ги знам, не се осудувам да кажам многу. кажавте многу. Многу од Не вашите ги знам. членови го злоупотребуваат старателството, например. Кои членови наши? Па многу од вашите членови, јас ги видов на вашата веб страна, Колку 90%. членови имаме? Колку Па членови имаме? многу, многу. Многу. Како Вие- мислите го вие вра- Па злоупотребуваат? така и Па она вика. нашето Не знам. здружение има веб страна, отворете па ќе видите и членови, и управен одбор, и супер. председател, све пишува. И многу од вашите И не ги статут, почитуваат, и извештај, не почитуваат се судскиот. е ставено на таа веб И- страна. Се и има. од тоа виденото, Апсолутно. многу од вашите И од членови овие што не ги кажете, почитуваат. Никој нема ниту спор, ниту таква некоја Од кој, например? постапка. Па еве вие што викате многу. Тие членови кои што сме, никој нема. Треба да ги кажам таква по име и постапка. презиме. Ако Не сакам. мислиш дека треба да Па, кажеш не некого сакам во да емисија кривично, по име и презиме, не сакам кажи, да кажи. али по Јас мојата кажувам дека нема такви. Јас ви кажам дека нема такви во здружение, наши нема такви како што вие Ја кажав зборите. што читав на Facebook страната, на нашата веб Како страна. како познавате вие член на здружение наши? Па они сами кажуваат, ајде татковци, Кои до се кога ќе тие седиме, они до сами? кога, па тие што пишуваат на вашата На Facebook мојата страна. Facebook страна Да, пишам на само таа јас. наши. Не, на Никогаш таа нема. наши. Па Не, има. тоа е некоја група Па најверојатно. добро. Не е страница. Тоа Facebook излегува страната во име на здружението наши. Тоа излегува. Јас кога Facebook просурфав, тоа страницата е излегува. посебна, а групата Нема секој може Facebook страна, група е и таму пишуваат. Па Ајде видете, татковци, не. до кога ќе чекаме, што чекаме, Значи, што, кога, да. како што ќе преземеме. Тоа е група доста само Facebook. молчиме, доста Тоа е- нас не потиснуваат. Ете тоа го Тоа е пишува. група што И буквално постираат што исто буквално сега видеа што ги за 5 снимаат. минути И вие мене, ако можете ме да прашате, направите. Тоа е демнење, значи тоа е дури злоупотребување на правото на детето, значи имаше таму видеа. Сега некој вие, господин што господјо- го снимал неговото дете и нешто со некои тажни песни, музики зборува, а со снимка во позадина оди неговото дете како си игра, значи тоа Во брак постои преминува. демнење? Во брак постои демнење? Значи тоа преминува во тој контекст. Како мислите, во кој- ова е интересно, дали во брак постои во демнење? тој- Па да, постои, јас па се прашувам па господје. како? Па постои. Значи, одам јас во Постои, кога имаш школа, семеен насилник, имаш што Одам јас во сопругата училиште и го следи- носам моето дете и го снимам по пат. И пуштам некоја тажна музика. Во брак сме. Ама нема Демнење е тоа, тоа. дали си во брак, значи- Како е можно демнење на моје дете? Демнење Тоа е исто може, како оваа чаша да е моја и јас да ја украдам од сам себе. Па може, Како е можно? апсолутно, што, значи може. Како е можно? Пример излегува, вие одите по него, го следите. Пример, По ако чиво е дете одам, по вашето? А без разлика, не по Па не е моето. без разлика, Па не може. битно е дали Има детето е право мое. некоја на приватност. Детето моје има право на приватност. Па како не? Од мене. Па едно од правата загарантирани со Конвенцијата за права на детето е правото на приватност. И значи јас Еве, пошто многу се залагате за правата на децата, така кажавте на почетокот, Добра. за почеток четиво, наместо да читате таму некакви си паушални истражувања, ако воопшто постојат и чет Океј. GPT Значи, извадоци, вие во прочитате камера, ја Конвенцијата во камера за погледнете права на и речете детето. дека ако се приближи татко или мајка до своето дете, тоа е демнење. Кажете го тоа како Јас правник. не го кажав тоа, јас ти објаснив во кој случај може да стане. Сте нашле одбор за некоја група. демнење. 5 минути може да го добијам вашиот телефон. Не. Ќе направам група на здружение наши, која вие ќе раководите и ќе постирате секакви глупости. може. Вие не сте виделе нашата Апсолутно. страница. Мојот телефон не може да го... Ја ви кажувам, кога ќе просурфаш Па на не Google, може. што излегува во име, па регулирајте А, си тоа значи некој ако ви го... Google, значи Па Google сега е па како? релевантен извор. Па не е релевантен. Ама вие Јас со на почетокот- ChatGPT. Јас на Значи, почетокот- Google е подобар од Не, ChatGPT. На почетокот ве прашав, имате Јас- веб страна, рековте дека немате, имаме Facebook. Јас отворив Facebook, тоа го дава. И вие Јас само сакате тоа да ми го кажете најдов. дека како правник со долгогодишно искуство не правите разлика меѓу Facebook страна и група. Па тоа не мора да значи дека како правник јас треба да го разбирам. Тоа не ме интересира едноставно. Па како очигледно не ви толкова. интересираат ни Не, децата пишуваше пошто дека е викат. Да, па пишуваше дека е група. На македонски вајда пишуваше. Дали ќе ми Издршка одговорите многу кратко за терминот еднородителско семејство и ова со самохраните мајки кои што нели при развод баш поради тие причини издршка незаинтересирани татковци се чувствуваат како еднородителско семејство, да се и само тие се грижат за детето. Ваш коментар двајцата навистина многу кратко бидејќи стварно не гази времето. едно родителско семејство, значи прво ќе ја замолам господјата Хајди да ми каже дали постои некогаш или некаде во светот студија која вели дека подобро за детето е да има само еден родител. Во апропо прашањето на еднородителско семејство.
Дали постои студија психолошка, било каква истражување, некој? Меѓутоа не ме Не, разбравте од имам- организацијата велат дека така се чувствуваат мајките. Не се само дека се еднородителско семејство. Има сопруг, разведена од сопругот, тој не плаќа алиментација, не е вклучен во животот на нејзиното Значи, дете, таа се повторно- чувствува дека е еднородителско Повторно ќе ви кажам, семејство. има будали што се свесно се оддалечуваат од своите деца. Секакви, мажи, жени, што се оддалечуваат од соседните деца. 90% од родителите не се такви. Но, имаме една ситуација каде што се доведуваат буквално од страна на разни институции, лоши адвокати, лоши одлуки во центрите за социјална работа, кои се родово дискриминирачки, пошто 5 на прстите од една рака можам да ги набројам машките социјални работници кои се од круцијално влијание кога се работи со машки деца и нивниот сензибилитет. Секаде се бара равноправност, еднаквост, освен во центрите за социјална работа, каде што таму мора да бидат 90%, пошто мажите не сакаат ни психологија, ни педагогија да Ке ве студираат. прекинам. Сакате ни да ништо. знаете зашто има малку мажи? Затоа што има многу мали плати. Прашајте ги колку плата така. земаат тие во центрите за социјална работа. Нека даде Министерството оглас и каде што ќе пише се бараат строго мажи, Не како што може, тоа пише. е дискриминаторско. А како може да има Не само пише. за албанци, само за жени Тоа огласи? е, постои мерка, ама забегуваме од темата, реков Така? кратко. Ке Значи, знам, ке заврши значи за господинот, па ќе ви за кажам. сите има привилегиран статус, освен за мажите. Тоа е, За мажи не сме. Позитивна Значи, мерка за надминување на одредена па еве, годишна позитивна дискриминација. позитивна Па ете, мерка. поднесете таква иницијатива наместо да поднесувате буквално сега во 50-50 сега во процес сме за Поднесете поднесување мерка, ете да така. има повеќе социјални работници. Значи базична родова равноправност. Најверојатно не би биле вие против Ама вашето поднесете здружение. мерката, постои како Буквално мерка, во тогаш сигурно моментов нема се да прави. бидам против, ама ако постои мерка. Ќе постои и ќе Па ако ви поднесе. ја усвојат, ќе Вашиот правиме коментар за еднородителство. Во однос на еднородителско семејство, значи еднородителско семејство е таму каде што родителот апсолутно, да не речам, не постои, одсутен, значи починат, исчезнат со непознато живеалиште. Другото се не може да сложите се тука, каже нема дека е многу што еднородителско државата да семејство. преземе. Мајките кои што го барат, апсолутно има многу ситуации каде што нели ни таа издршка минимална што одредена не ја дава или тактизира, закаснува по една, по две, за да не му се поднесе кривична пријава, значи мајкава треба да го издржува. Јас сметам дека државата, ова е мое лично мислење, не на организацијата, и тоа сум го мислела уште како адвокат како сум била, дека државата треба да го надополни гапот. Односно, да ја поддржи за да има детето достоинствен живот, затоа што тоа го вика и конвенцијата и уставот наш и законот за семејство. Детето да има достоинствен живот, да не биде, нели, државата треба да го надополни тоа како што во Германија дава детски додаток, детски слични работи. Дозволете да се доискажам, господине Сашо. Во сите случаи треба државата, таму каде што таткото затајува да си го Зашто да си збориме ја плати таткото издршката, затајува? Не затајува мајката? Да биде тужителот и државата да си ја бара издршката. Само таткото затајува? Државата да има тако, добро, родителот кој што е Значи го задолжен да плаќа употребите издршка. зборот татко. Државата да биде таа што ќе нели ќе го плати износот на родителот кој што треба да прими издршката за детето да не трпи, да не биде оставено нели без изворна средства, а потоа ќе си согласно нели закон. Јас би одела кон таква измена, еве мене ако ме праша некој. И мислам дека тоа е најфер. И во таков случај нема да паѓа товарот на родителот кој што треба да ја прима издршката во име на детето. Напротив, и мислам дека репресијата што ја спомна господинот, во тој случај ќе биде многу поголема. Затоа што едно е вие со, да речеме, еве, и сам кажавте на почетокот дека во најголем дел од случаите на жена се доделува старателство, односно чувањето на детето. И тоа е еден вид родова дискриминација. Во тој случај, дискриминација да кон жената во смисла дека таа е оставена да го носи товарот, потоа да се справува со некој што избегнува да плаќа издршка, што избегнува да ги извршува своите обврски како родител, а зборува само за права. Решението е лесно. Детето зарача пред вратата на родителот, нема каде избега. Апсолутно не е така. Нема каде избега. За Не знам Јас како се вие извинувам, постапувате со навистина вашите истече деца, ама јас со времето. моите деца и мојот сопруг не постапуваме така да ми Чекај сега, разведени сте вие?
Не сме разведени. Па без значи, разлика. немате интроспектива у таа работа. Значи, Јас верувам дека и ако се разведеме нема да го имаме. издршката како метод ќе биде надмината со доверување на Така. децата Тоа го заедничко. резумиравме вашиот став, тоа е, го повторувате неколку пати, навистина истече времето. Еднородителските семејства. Јас се извинувам, Само навистина да- Сашо, истечено ни е времето. Ајде. Истото го повторуваме неколку пати. Не, само Мислам сакам дека да е кажам доволно. дека Во однос на мора- издршката. во- Најбучен бевте цело време зборувате, ама го повторивме тоа. Вашиот став е дека не треба да има издршка, детето Не биде да не има. доверено Нема потреба од нема издршка потреба, бидејќи, кога нели, детето да. под еднакво време И со едниот и со со другиот другиот. родител. Јас Не- ви благодарам на двајцата за учеството во дебатата и во Многу ви емисијата. благодарам за поканата. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник во ист термин со нова тема и нова дебата. До тогаш, останете со програмата на Алфа.